сам. Драги браќи и сестри, добро утро. Слава на нашиот Господ, што и ова утро не возможува и дава можности, привилегии да бидеме соберени овде и да го прославиме Него. Се радувам што ве гледам. Мило ми е што сме заедно, а уште помило ми е што можеме да го читаме Божиот збор и да го славиме Божиото име. Ќе започнеме оваа служба со песната број 71. Зората е светла, в неделниот ден, ден кој е со радост исполнет. Песната број 71.
Може да си го отворите Божието Слово пред вас. Ќе го прочитаме Псалмот број 19. Псалм број 19. Небесата ја објавуваат Божјата слава, а за делата на раците негови известува сводот небесен. Ден на денот објавува и ноќ на ноќта знаење открива. Нема јазик, ниту пак говор, во кој не се слуша нивниот глас. Сепак нивниот звук се разнесува по целата земја, а нивните зборови до краиштата на светот. На небото му постави шатор на сонцето, кој излегува како младоженец од брачното легло, се радува како силен јунак што ја прелетува патеката. Од крајот на небесата е излезот негов и патувањето негово до другиот крај, ништо не е сокриено од топлината негова. Непорочен е законот Божи, душите ги укрепува, верно е откровението на Господ, ги учи неуките. Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед зрачи светлина, ги просветлува очите. Страхопочита кон Господ е чиста, пребива довека. Судовите Господови се вистина, сите се праведни. Поскапи се од злато и од скапоценни камења, посладки се од восочен мед. Слугата твој ги пази, а кој ги пази, голема награда добива. Кој може да ги согледа своите грешки? Од оние тајни гревови очисти ме. И од горделивост запази го слугата твој, за да не овладее со мене. Тогаш јас ќе бидам непорочен и ќе бидам очистен од големите престапи. Зборовите на устата моја и помислите на срцето мое нека бидаат благоугодни пред Тебе, Господи, карпо моја, избавителе мој. Амин. Нека сега да се исправиме и да се помолиме. Татко Небесен, и ова прекрасно утро, кој е дар од Тебе, каде што сонцето одново и одново изгрева и оди по својата патека, постојано ја поминува секојдневно. Тоа ни дава топлина, ни дава свежина, ни дава живот. Затоа што светлината е таа која ни помага да можеме да живееме, да се движиме, да работиме, да расте природата, да можеме, Господи, да се храниме, да можеме да бидеме овде заедно соберени и да можеме да Ти благодариме на Тебе за се. Господе, се по Твојата милост создадено за нас, за наша корист, а за слава на Тебе. Татко, и ова утро Ти ни овозможи, ни даваш слобода, ни даваш можности, ни даваш услови, ни даваш сили да можеме да бидеме на оваа место и да не го пропуштаме, да не го избегнуваме, да не го забораваме, бидејќи се е дар од Тебе. И можеме само да Ти благодариме на Тебе и можеме само да Те славиме Тебе. Господе, благослови го Твоето Слово и ова утро. И Ти ни зборувај, Господи. Допри се до нашите мисли, до нашите срца, исполнувај не, бидејќи Ти си рекол дека Словото Твое ќе биде запишено во нашите срца. Нека и така да биде, Господи, бидејќи Ти сакаш ние да ја знаеме вистината и да живееме по вистината. Те молиме, Господи, за тие кои се болни, стари, изнемоштени, не може да бидат овде, благослови ги таму каде што се, тие кои што се далеку, а слушаат, благослови ги и нив, води ги и управи со нив. Те молиме за нашето село, за нашиот народ, за нашите власти, да ги благословиш, Господи, да им даваш мудрост и Ти, Господи, да ја водиш нашата земја се поблиску и поблиску кон Тебе.
Нека е слава на Тебе, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Како втора песна ќе испееме 235 број. Штом се кренат в животот бури и опасност настапи, тој ме штити. 235 број.
Со Божја помош, ова утро ќе читаме од книгата Броеви, 15 глава. Од 30 до 36 стих. Книгата Броеви, 15 глава, од 30 стих до 36. Словото вели вака. Ако некој од тукашните или од придојдените изврши нешто со дрскост, тој го кули Господа да се истреби таа душа од народот свој. Зашто тој го презрел зборот на Господ и ја нарушил заповедта негова, да биде истребена таа душа, гревот незин да биде врз неа. Кога синовите израелски беа во пустињата, најдоа еден како собира дрва во саботен ден, и оние што го најдоа како собира дрва, го приведоа кај Мојсей и Арон и кај целото општество. И го затворија, бидејќи уште не беше решено што да се прави со него. И му рече Господ на Мојсей: тој човек треба да умре, целото општество да го убие со камења надвор од населбата. Тогаш целото општество го изведе надвор од населбата и го убија со камења, и тој умре како што му заповеда Господ на Мојсей. Многу луѓе денеска не веруваат заради собствената логика. Ако не е по нивната логика, ако не е сватливо за нивната логика, тие не можат да поверуваат во Бог. И така страдаат многу луѓе, бидејќи верата во Бог не е логика, а е само вера. И треба да ја прифатиш, да го прифатиш Бог како вера и со вера. Има многу нелогични работи, а сепак ги гледаме и веруваме во нив дека постојат и не се прашуваме зошто е тоа така или да речеме не веруваме. Сонцето свети, неговата светлина и топлина не намалуваат. И ние не се прашуваме зошто е тоа така. Но просто си го прифаќаме, си веруваме дека е така. И сега кога научниците зборуваат и велат милиарди години требало за нешто да постане, тоа уште повеќе потврдува зошто сонцето не намалува. Ние знаеме дека нешто кое се гори или пушта топлина, светлина, тоа се троши. И еден ден треба да се истроши тоа. А сонцето постојано си свети и си е исто до ден денес, па овие години гледаме дури и уште потопло. Чудно. Земјата, па и другите небесни тела се вртат, како што велат тие милиарди години, а ние знаеме дека едно тело, ако го завртиш, тоа со својата сила се врти, еден ден престанува. А земјата си продолжува, нити отстапува од својата оска, нити забавува за секунда или милисекунда, и тоа си е постојано. Чудно е што ние знаеме дека водата има таква карактеристика или способност да прави хоризонтала, нели? Да биде равна. А тогаш да се запрашаме како баш во Беласице горе на врвот извира нашата вода. Како не извира доле ниското, но извира горе. И гледам во сите села е така. Се на врвот некаде горе извира. Еднаш ја прашав една професорка баш за тоа по физика, викам како е тоа така можно? Па вели по океаните притискаат, па таму извира вода, може би има некоја логика, но зошто баш таму? Така да ние за некои работи
Не размислуваме, а ги прифаќаме како нешто нормално. И така живееме. Но кога ги дојде прашањето за Бог, многу луѓе сега размислуваат дали е тоа вистина, зошто е така, како може така, и така тие луѓе се заглавуват во своите мисли и не можат да дојдат до вистинската вера, бидејќи верата се прифаќа како вистина дека е тоа така, и тогаш ќе дознаеш дека тоа е вистина. Ако не го прифатиш, не можеш да дознаеш дека тоа е вистината. Фала му на Бога што ние сме го прифатиле Бог, веруваме во Него и Тој постојано сака да ни се открива, да ни покажува што е вистина, да ни покажува што е добро за нас и како ние треба да живееме. Овој текст што го прочитав, искрено да ви кажам, многу пати сум читал, ама не ми влегло така во мислите или да се запрашам што Бог сака да каже со тоа. И јас бе прашал, кога го прочитав текстот, на што прво помисливте? Ако сега разговараме со некои адвентисти, ќе речете, еве доказ дека саботата е Божиот ден. Тоа ќе биде на прво место. И беше така, да. Тоа е вистина. Саботата беше денот во кој луѓето требаше да празнуват, да го слават Бога и ништо да не работат. Ама баш ништо. Ниту да спремаат јадење, ниту да готват. Па ни тие, ни нивните слуги, ниту пак нивните животни. Саботата беше посветена на Бог. Овде гледаме еден пример, каде што еден човек беше фатен на дело како собира дрва во сабота. Тоа тој не смееше да го прави. Но по која логика, ќе речеме, тој отишол да собира дрва. Може би ќе почнеме да го оправдуваме, како и секој пат, ќе речеме, имал потреба, може би му било ладно или може би сакал да готве, ама тоа не смееше да го прави. Може би тој ќе имаше некое оправдание, ама тоа му беше забрането. И беше фатен, и беше однесен пред Мојсей, и тогаш не Мојсей, но Бог рече: тој човек треба да биде убиен, и тоа со камења. Може би ќе речеме, на никој ништо лошо не направи. Што ако отишол да собере дрвја? Но Бог беше јасен и конкретен. Тој човек треба да биде уништен. И тоа надвор да биде изваден и секој да фрла со камења по него. Жално. Денеска луѓето велат, ама Бог е љубов, Бог не казнува. Како може Бог тоа да го нареди да тој човек биде убиен? Овде гледаме дека тоа не е вистина, дека Бог е само љубов, бидејќи Бог има своји правила, своји закони кои ги поставува за луѓето, кои треба да ги исполнуват. Ние може да видиме во Библијата како и Исус беше осудуван. Затоа што во сабота тој лекуваше болни. И тој што беше болниот во бањата таму Витезда, Исус кога го излече, кога го оздрави, што му рече? Земи го твојот одар или твојот постелнина
и оди си. Ако беше сабота. Земи го тоа и оди си. Дали Исус прекршуваше заповедта со тоа што му рече да си оди? Може би ќе речеме не требаше така, или тие свештеници, фарисеи сигурно така размислува, но радоста во тој човек никој не можеше да ја задржи. Тој човек толку години бил болен и сега одеднаш оздравува. Тој човек требаше да отиде и да го прослави Бога. И таа радост тој не можеше да ја сопре во себе, мораше да ја искаже од себе. Така да Исус беше обвинуван токму за сабота, зошто тој лекуваше во сабота. Тоа беше свет ден, Бог рече да го посветат на него и ништо да не вршат работа. Сега да видиме зошто тој човек го направи тоа. Првите стихови кои ги прочитавме, Словото вели, ако некој тоа го направи од дрскост, не од незнаење, но од дрскост, тој човек знаеше дека во сабота не треба да работи. Бидејќи за тие што не знаат, направи некој греф, имаше начин како да биде очистен од тој греф. А за секој греф што беше направен со знаење, казната беше смрт. Така да за тој човек немаше оправдување, немаше друг излез, тоа беше единствениот начин да биде убиен. Да размислиме малку што направи тој човек. Како прво, тој човек немаше почит кон Бог. Тој човек со неговата постапка не го почитуваше Бог. Божиот закон, Божите заповеди. Не ги почитуваше. Не го ценеше, не се покоруваше, не се понижуваше. Со други зборови, не го сакаше, и Бог рече да биде посветен на него, значи него ни прославуваше Бога. Тој човек така се однесуваше према Божиот закон и према Бог. Без почит, без покорување, без ценење, без љубов, и немаше место во неговото срце за да го слави Бога. Тоа на нас ни зборува многу, нели? Кога ние вршиме нешто што е спротивно на Божјата волја, значи го ставаме Бог на страна, не го почитуваме, не го сакаме и не му даваме место на Бог, бидејќи ја вршиме нашата волја, не Божјата волја. Второ нешто што тој човек правеше, а беше тоа непослушноста. Тој не ги слушаше Божите зборови или Божите заповеди и не ги извршуваше. Послушност е тоа кога човек нешто го извршува, тогаш тоа е послушност. А ти ако го знаеш и велиш така е, ама не го вршиш, тоа е непослушност. Имаме некои примери во Библијата за таква непослушност и послушност. Еден од тие примери е Јона. Бог му рече, оди во Ниневија да им кажеш на тие луѓе да се покајат, бидејќи ќе ги уништам. И што направи Јона? Си мислеше во својата глава или во својата логика, тие луѓе се лоши, тие луѓе јас ќе отидам таму
и да им зборувам, нема да ме послушат, ама и ќе ме убият. И затоа нема да го послушам Бог и ќе бегам. И се качи на бродот и почна да бега во друг правец. Ама Бог е секаде. Бог е посилен од било што друго. Бог може секаде да те најде и така Бог го казни, го фрли во морето, рибата го голтна и таму беше 3 дена, да речеме, мртов. Никој не го знаеше каде, никој не го гледаше. И тогаш Јона свати и разбра кој е Бог, каква е неговата сила, моќ, како тој делува. Свати дека каде и да бега, Бог ќе го најде. И тој се покори пред Бог и му рече на Бог дека ќе оди во Ниневија и таму да им зборува на луѓето. И тој 3 дена одеше од улица по улица, им зборуваше на луѓето. И тие луѓе, 120.000 души, се покаја и се спасија од Божиот гнев. 120.000 души се спасија. Ако беше неговата непослушност, 120.000 требаше да загинат. Имаме друг пример за Божиот човек Самсон. Бог му даде надприродна сила и му рече: твоята сила е во косата, која што никогаш нема да ја стрижеш. И немој на никој да кажеш каде ти е силата. И се додека тој не каже на никој, таа сила постоеше во него. Тој се бореше против хананците, филистинците кои беа таму и ги победуваше сам. Но еден ден тој на својата жена и ја откри вистината и ја кажа вистината дека неговата сила е во косата, и тогаш косата му беше отсечена, Бог му ја одзеде силата и тој беше победен. Тој не го послуша Бог да ја крие вистината и затоа пострада. Но имаме и други позитивни примери. Авраам, таткото на верата, беше послушен на Бог и Бог му рече: излезе од таа земја, ќе ти дадам друга земја, и тој излезе, го послуша Бог. Бог му рече: дај го твојот син за жртва, и тој го послуша Бог. Го даде својот син да биде принесен за жртва. И Бог тоа го виде, иако неговиот син не беше жртвуван, Бог тоа го виде, неговата послушност, неговата предаденост кон Бог, тој беше благословен. Од него се создаде многу народ, а од него сме и ние денеска благословени. Исус каже еден пример во Библијата за еден татко кој имаше 2 сина. И таткото дојде од Сабаље и на едниот син му вика: ајде ти денеска оди во лозето да работиш. И тој син му рече: да, господаро, ќе одам да работам. Ама не отиде. Таткото отиде и при другиот син му рече: оди денеска да работиш во лозето. А тој син му рече: не одам, татко. Ама словото вели, после се покаја и отиде и работеше во лозето. И Исус ги праша фарисеите: што мислите, кој беше послушниот? И тие сите рекоа: тој што отиде во лозето. Тој што ја врши работата. Ако првиот со добри зборови, дури господару рече: ќе отидам
но не го направи тоа. Гледаме каква разлика постои меѓу двата синови. Бидејќи тој човек немаше почит кон Бог, не беше послушен на Бог, тој човек постана Божи непријател. Божи непријател. Беше, ќе речеме, зошто, нели? Беше од Божиот народ, од израелскиот народ. Роден во тој народ, припаѓаше на некое племе. Не се спомнува неговото име, не се спомнува од кое племе, не е ни важно. Беше обрезан. Тие се најважни знаци да припаѓаш на Бог, на Божиот народ. Со други зборови, тој припаѓаше на Божиот народ. Тие беа во пустињата, а ние знаеме какви се условите во пустињата. Ден е многу топло, повеќе и од овде, а вечер е многу ладно. И затоа Бог што направи? Дење имаше облак над нив, да ги засенува, да не им биде жешко, а вечер имаше огнен столб кој осветлуваше и ги топлеше. И тие беа под Божја заштита, заштитени од Бог. И сега тој човек излезе од Божјата заштита, тоа што Бог секојдневно им го обезбедуваше, и топлина и сенка, тој излезе од Божјата заштита и отиде надвор да собира дрве. Секој оној што не е под Божјата заштита, тој е Божи непријател, иако припаѓа на Божјиот народ. Секој оној кој врши дела или работи кои не се по Божјата волја, тој постанува Божи непријател. Што значи непријател? Не зборуваме за човек од надвор, но зборуваме за човек што е внатре. Еве во државата, нели? Знаете што е тоа дезертерство, нели? Човек кој е војник и бега без дозвола од војската или од борбата каде што се наоѓа, тоа се вика дезертерство, тој постанува непријател на народот, на државата, и тој човек, како таков, ние знаеме во војната, ги стрелале на лице место. Затоа што побегнал. Издајство, некој што издава тајни, тој е непријател. Тој работи против својата земја. Некои што бегаат, некои што се бунтуваат, некои што негодуваат. Бог таквите луѓе, уште кога беа во пустините, ги уништуваше. Немаше место во Божиот народ за таквите луѓе, кои беа против народот, кои беа против Бога, кои се бунтува и негодува, сите тие изумреа во пустињата. Кога дојдоа до ветената земја и Бог им рече прати од секое племе по двајца да ја испитаат земјата, да видат каква е земјата, тие беа таму 40 дена, ја разгледуваа земјата и кога дојдоа, кажа, земјата е прекрасна. Толку е богата, толку се раѓа во неа,
тече како мед и млеко во неа. Толку е добра и нося плодови. Еден грозд, двајца го носија, бидејќи еден не можеше да го носи. И рекоа, ама, во таа земја има такви силни луѓе, што ние пред нив изгледавме како скакулци. И како ние ќе се бориме со нив, како ние ќе им ја земеме земјата, кога тие се толку силни. И тие почна да се откажуваат. Почна да се бунтуват против Бог, против Мојсей. Ти не носиш овде, за да бидеме истребени. Заборавија тоа што Бог го направи уште од самото излегување од Египет, како Бог ги водеше низ Црвеното море, како Бог ги водеше низ пустињата, им даваше се, како и секој дневно, им даваше храна, секој утро. И сега, кога го видува тоа, се откажаа. И што рече Бог? Добро, ќе ме вратам во пустињата и сите кои бевте уплашени, сите кои се боевте, сите кои се бунтувавте, ќе се останете во пустињата и нема да влезете во ветената земја. Сите такви нема да влезат во вечниот живот. Кои се плашат, кои се бунтуваат, кои негодуваат, тие се Божи непријатели. Така беа браќата на Јосиф. Него сака, му завидува и кога им се створи првата прилика, тие го продадува на траговците, за да не го гледат веќе да не биде со нив. Има намера да го убијат, ама не го убија, го продадоа. И после некое време, кога застанаа пред него, кога видоа дека е жив, кога се сетија што му направија, тие се уплашија. Се велија сега, тој ќе ни се одмазди, сега тој ќе не убие, за тоа што ние му го направивме на него. Тоа дело носи такви последици. Страв. И можеше Јосиф тоа да го направи. Имаше власт, имаше сила, но тој имаше и љубов спрема својата фамилија. Имаме уште полош пример, а тоа е Јуда, кој беше постојано со Исус, кој слушаше, ги гледаше делата на Господ Исус Христос, кој учествуваше во делата на Господ Исус Христос, беше дел од учениците и на крајот отиде и го предаде Господ Исус Христос. И што доживеа? Тој се обеси и беше мртв. Таквите непријатели Божии, не зборуваме за луѓето од светот, зборуваме за тие кои што се нарекуваат христијани, тие кои што велат дека се Божи деца. Може да видиме тој човек што го снајде. Тој беше казнат. И тоа казна со смрт. Не затворен, не измачуван, но казната беше смрт. И овде гледаме во Божјото Слово, имаме две врсти на казни. Едната е моментална, се извршува одма на лице место, а другата казна е подолгорочна или во тек на времето, како што Бог
направи со целиот народ. Не ги уништи сите одеднаш, но еден по еден изумреа сите во пустињата и не влегува во небесното царство. И ние често пати си велиме, ако некој е грешен, прави лоши работи, зошто Бог не го казни одма? Бог има своји принципи, има казни кои се случуваат одма, зависи од гревот, зависи од ситуацијата, и казни кои ги достигат покасно. Дури некаде вели во Словото, неговите деца, неговите внуци, правнуци ќе го наследат тоа проклетство или таа казна, ќе ги достигне. Нема да останат неказнети. Но казната секој пат постои. Тоа важи и за денеска, иако ние денеска имаме судови, имаме се, но Божјата казна е нешто посебно. Ако не денеска, покасно, или нема да влезеш во небесното царство. Која е поуката за нас денеска од овој пример? Што можеме да заклучиме од овој пример? Многу е, како да кажам, кога го читаш неважен пример, непознат човек, кратко опишено, но што можеме ние како верници да заклучиме од тоа? Зошто дојде Господ Исус Христос на оваа земја? Дојде да не избави од гревот. Дојде да ни даде слобода од гревот. А не дојде да ни даде слобода да грешиме. Заповедите не спасуваат. Бог што ги даде заповедите, тие не беа за спасение. Тие беа за осуда. Да човекот биде разобличен, да разбере што е грев и да не го прави тоа. Дури Бог на евреите им рече вака: направете си реси на вашите облеки. И на секоја реса, знаете што е тоа реси, нели? На крајот од платното се направени долги реси и вели во секоја реса ставете син конец. И кога ќе погледнете во ресите, да се сетите за Божите заповеди и да не грешите. Саботата не спасува. Тој човек загина во сабота, но сабота не е за спасение. И никоја друга заповед не е за спасение. Тоа е само да не осудува кога грешиме. Тоа го вели и апостол Павле и другите апостоли, дека законот не спасува. А нас не спасува само Господ Исус Христос. Тој дојде на оваа земја да ни помогне, да не избави од гревот, да ги земе нашите гревови на себе, за да бидат очистени. И кога тој ги зима нашите гревови врз себе, и не вели сега сте слободни, сега може да правите што сакате, не мора да го почитувате Бог, не мора да го слушате, не мора да ги вршите да зборовите кои тој ни ги дава, може да си уживате, да си правите што си сакате. Така ли вели Словото? И Исус и сите апостоли зборуваат за тоа: не грешете.
Бидете свети. Бидете совршени. Не грешете. Не сте создадени за да грешите. И сега ние кои припаѓаме на Божиот народ, кои сме нарекуваме Христови ученици, кои се нарекуваме Христови деца, кои се нарекуваме невеста Христова, ако ние излеваме од неговата заштита и вршиме дела кои не се угодни на него, ние постануваме непријатели негови. И затоа Словото вели да внимаваме, да пазиме што правиме, каде одиме, со кои се дружиме, што зборуваме, што мислиме, треба многу да внимаваме. Ние сме создадени да бидеме светлина, не темнина. Ние сме создадени да бидеме сол. И затоа треба да внимаваме што правиме. Денеска многу сака да пропуштат собранијата. Апостол Павле вели, не ги пропуштајте. Тоа е Божја волја. Да се собираме, да го читаме Божјето Слово, да го славиме Бога. А ние денеска имаме навики, денеска не ми се оди, денеска не ми е добро, не ми е пријатно, не икам тој да го гледам, не икам другиот да го гледам. Дали е тоа Божјата волја? Дали Бог тоа го сака? Драги браќи и сестри, Исус даде две заповеди. А тоа беа љуби го Бога со се. И со срцето, со душата, со умот, со телото. Значи комплетно посветени на Бога. Не на нас самите. Не на нашите желби. Посветени на Бога. Многу ли е тоа? Тешко ли е тоа? Имаме малку време во овој живот. Брзо минува. Посвети го на Бог. А Бог ќе ти даде вечност. И љуби го ближниот како себе. Тој човек имаше се што му беше потребно. И храна, и топлина, и сенка, и заштита. А тој отиде на страна. Бог тоа не го сака. Вели, не може да служите на двајца господари. Или ќе сте со мене, или ќе сте далеко од мене. Или ќе одиш по тесниот пат и ќе ги прифатиш сите услови, или оди по широкиот пат, па прави што сакаш. Ама крајот е пропаста. А ние сакаме да одиме по средината, да бидеме Божји деца, ама да живееме како светот. Тоа не е возможно. Нека Бог ви дава мудрост на сите, да го земеме овој пример, неважен, но Бог го дал, да можеме да се поучиме од него. Може би си ти непознат или не толку важен во општеството. Но твојот пример во животот, твојот однос во животот со Бог може да биде забележан, може да биде пример за другиот. Ти го врши тоа што Бог го сака. Не мора пред луѓето да правиш некои важни работи. Врши го тоа што Бог го сака, а Бог ќе те прослави и тебе. Имаше такви многу примери во времето на Исус, каде што другите ги гонеа, а Исус ги земаше за пример и се запишани во Божјето Слово. Во една куќа кога отиде Исус, и таа жена кога дојде и го помазуваше Исус нозете, го бришеше со косата, тие се бунтуваа. Исус што рече? Ти ни вода не ми даде да се измијам.
а таа со солзи ми ги мие нозите, со косите ми ги брише и со улје ме помазува. И она е запишена во книгата што ја имаме денеска. Нека Бог да не благослови, да ни дава мудрост и сила да одеме по Неговата волја. Нека е слава на Него. Амин. Нека да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, Ти од секој еден човек бараш да живее по Твојата волја. Не е важно кој е и каков е. Дали е богат, сиромав, стар, млад, важна личност или неважна личност, но Ти од секој сакаш да ја извршува Твојата волја. Да биде послушен на Тебе, да Те почитува, да Те сака. Господе, може би ние често пати ги правиме тие грешки, но денеска го имаме Господ Исус Христос кој ни вели ако некој сгреши, јас ќе ви опростам, но не постојано да грешиме. Не тоа да ни биде навика, не тоа да ни биде живот. Те молам, Татко Небесен, опрости ни, ако тоа сме го направиле. Ако сме те запоставувале, ако сме се оддалечувале од Тебе. И Господи, помогни ни, дај ни сили, дај ни мудрост, да Те цениме што повеќе и повеќе. Да бидеш над се Ти, Господи, во нашиот живот. Да нема ништо поважно од Тебе. Дали е тоа логички или не, тоа е верата во Тебе. Господи, Те молиме, благослови не, нека Твојот Свети Дух постојано и постојано ни зборува дека треба да исполнуваме Твојата волја. Ти на секој си ни определил што треба да прави. На секој си ни дал должност и задачи. Како да Ти служиме и како да живееме. И помогни ни да го извршуваме тоа, помогни ни да живееме така и да го прославиме преку тоа Твоето име. Господи, нека е слава на Тебе. Испрати не по нашите домови со Твојот благослов, бараме Твојата заштита, бараме Твојата милост и љубов кон нас и во идните денови, и давај ни можности, Господи, уште одново и одново да се собираме и да се поучуваме од Твоето Слово. Употребувај не, за да им сведочиме на другите. Употребувај не, да бидеме пример за другите. Употреби не, Господи, бидејќи тоа е најважно, да Те представиме Тебе пред другите. Другите гледаат во нас, така може да Те видат и Тебе. Господе, нека е слава на Тебе во името на Исус Христос. Амин. Ќе испееме песната број 345. Сакам за Исус да бидам, јас еден сончев зрак. Ама еден сончев зрак, не сонцето. Сите го правиме тоа, сонце. 345 број.
Сега децата стишчето. Браво, деца. Нека Бог ги благослови децата. Следната недела отново го имаме часот овде во 10. Сите да дојдеме, да се собереме, да не одлагаме, да не си измислуваме оправданија, но Словото вели канете и други. Како ќе дојде другиот ако ние не дојдеме, нели? Нашата задача е да покануваме, да дојдат луѓето не само во црквата, да не слушаат или да не видат, но да слушаат за Господ Исус Христос. Така да го искористиме времето преку неделата, да разговараме со луѓето, со кои се среќаваме, да им кажеме за Господ Исус Христос и да ги поканеме. Тоа е нашата должност, мислам дека не е многу, не е тешко и не треба да се срамуваме и не треба да се плашиме да го кажеме тоа. За таа тема имаме уште многу да зборуваме, но во друга прилика, бидејќи сите примери во Библијата се поврзани со тоа. Како да му служиме на Бога и со што. Сега за крај, со тоа ќе завршиме, да се исправиме и ќе испееме песната број 1. Тоа ќе биде за крај. Нека Бог ве благослови, ве чува, ве води, ви дава радост, мир, љубов, здравје, сили и да можеме одново да доаѓаме и да го прославиме Бога. Може да седнете. Службата е завршена.